Благодарам, Ваши ексцеленции, почитуван на министърке за труд и социална политика, госпожа Тренчевска, почитуван амбасадора на Норвежка, господин Гелштад, почитуван постоянен представник на UNDP, господин Григориан, почитувани присутни, представници на експертските тимови от министерствата, креатори на протоколът за постъпуване со деца на улица, дами и господа. На моje големо задоволство денеска го промовираме протоколот за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица, документ кој ни беше потребен како институции, посебно за стручните лица кои се во допир со целната група деца на улица, каде што е потребен унифициран, стандардизиран и единствен начин на постапување со овие деца. А најголемата придобивка и клучниот момент на овој протокол, како што кажува и самото име на документот, е токму мултисекторскиот и мултидисциплинарниот приод во соработката помеѓу институциите и нивните одговорности, како основа за отрнување на овие деца од улица, нивна заштита и целосно вклучување во општеството. Децата се нашата иднина, но низ улиците секојдневно среќаваме деца без родителски надзор. Тие продаваат ситни производи, питачат или собираат стари работи од контейнери, а неретко ги чистат ветробранските стакла од автомобилите на фреквентните крстосници, доведувајќи ги во опасност сопствениот, но и животите на останатите учесници во сообраќајот. И овие деца на улица се нечии деца. Во суштина, анализите на овие улични деца кај нас покажа дека тие имаат домови и семејства, но економската состојба на семејствата на многу ниско ниво и отсуства родителска грижа и заштита. Па наместо да се на училиште, тие талкаат и безделничат, наместо да се во својот дом или да растат низ играта со врсниците, тие питачат, вршат работни активности. А неретко, поради условите на живот, отсуството на родителска заштита и контрола, како и лесната достапност за потенцијалните сторители на кривични дела, овие деца се изложени на ризико да станат жртви на разни видови злоупотреба или занемарување, да бидат вовлечени во девијантни појави и однесувања, како вршење кражби, проституција и сл. Затоа се определивме за пристап според кој тие деца ќе ги третираме како наши деца. Уверен сум дека сите ќе се сложиме на децата не име место на улица, туку во училиштата и во образовниот процес. Потребно е нивно целосно вклучување во општествените текови, како и организирана заштита, како здравствена, така и социјална. Токму така ја препознаваме нашата обврска да се погрижиме ниту едно дете да не биде лишено од основните човекови потреби и удобности, заеднички да помогнеме да го направиме ова место подобар свет за нив, за да можат да живеат, а не само да преживеат. Од овие аргументи бевме водени при креирањето на новиот протокол за постапување со деца на улица, еден мултисекторски обврзувачки документ кој дава насоки за действување на сите актери кои се занимаваат со деца и семејства и од јавниот и од граѓанскиот сектор. Овој протокол содржи широка лепеза на постапки и мерки наменети за стручните лица ширум земјава, кои се во допир со оваа целна група и представуваат гаранција дека сите преземени постапки, одлуки и мерки во текот на целиот процес на третман и на заштита ќе биде во најдобар интерес на детето. И за МВР, но и за сите релевантни институции, како што се Министерството за труд и социјална политика преку центрите за социјална работа, Министерството за здравство, Министерството за образование и наука, заедно со образовните институции, невладиниот сектор, локалната самоуправа, како и за професионалците кои работат со децата на улица. Протоколот значи воспоставување на ефикасна и оперативна процедура за брза и координирана постапка за заштита на децата на улица од изложување на неповолни околности или штета, но и обезбедување соодветна помош и поддршка на децата, нивната заштита, како и определување на мерките кои што се превентивни и кои обезбедуваат безбедна и стимулативна средина за животот и работните активности на секое дете, особено на децата во ризик. Овој протокол кој денеска го промовираме е уште еден показател дека категорично одбиваме да стигматизираме. Напротив, како држава која ги има ратификувано речиси сите главни договори за човекови права на меѓународно
и на европско ниво, меѓу кои и Конвенцијата за правата на децата, ние одлучно избравме да се грижиме и да се заложиме за еднаквост за децата на улица. Бидејќи се додека секое дете на улица не е безбедно, ниту едно дете на улица не е безбедно. Ви благодарам.